Почитувани сограѓани, секој од нас има обврска да ги почитува мерките. Ова е момент кога мораме да дадеме поддршка на здравството. Вирусот е се уште тука, а епидемијата може да ја победиме само ако заеднички делуваме. Не постои друг начин да излеземе од кризата, освен со целосно почитување на мерките. Секој од нас е подеднакво важен во битката со коронавирусот. За да ја одржиме епидемијата под контрола и да го заштитиме нашето здравје, мора да одржуваме физичка дистанца, да носиме заштитна опрема, секогаш на затворено и секогаш на отворено кога не можеме да одржуваме дистанца. Редовно да вршиме дезинфекција и да ги миеме рацете. Да даваме точни информации на епидемиолозите, да бидеме одговорни. За да помогнеме да се пресече патот на вирусот, на лекарите им требаат точни податоци. Доколку имаме симптоми на коронавирус, мора веднаш да ги споделиме со епидемиолозите и точно да одговориме на прашањата на епидемиолошката анкета. Тоа е најдобар начин да се заштитиме себе си, другите, но и сите граѓани. Сите заеднички да го поминеме и овој втор пик на вирусот. Покрај грижата за здравјето на граѓаните, ние подеднакво се грижиме и за економијата. Токму затоа, владата предводена од СДСМ донесе мерка за издавање на ваучери за домашен туризам, кој е дел од третиот сет на економски мерки за нова развојна економија. А главна цел на оваа мерка е поттикнување на домашната потрошувачка и поддршка на домашниот туристички угостителски сектор. Мерката предвидува сите вработени граѓани што примаат плата помала од 15.000 нето месечно да добијат ваучер од 6.000 денари кој ќе може да го користат во домашните туристички објекти, но и платежна картичка од 3.000 денари кој ќе може да ја користат за купување домашни производи или во сите угостителски објекти во државата. Ваучери ќе им бидат доделени на сите вработени граѓани кои немаат месечни приходи поголеми од 15.000 денари и немаат други приходи според податоците на Управата за јавни приходи. Граѓаните ваучерите од 6.000 денари за домашен туризам и платежни картички од 3.000 денари ќе може да ги користат од 15 јули 2020 година до 15 декември 2020 година. Со оваа мерка е предвидено да бидат опфатени околу 130.000 граѓани со буџет од 16 милиони евра, кој е ставен на располагање за поддршка на домашниот туризам. На 15 јуни ќе биде пуштено во употреба платформата Дома си е дома за поттикнување на домашниот туризам. Ќе се постави платформа на која сите категоризирани туристичко-угостителски објекти низ државата ќе ги презентираат своите капацитети за сместување. Граѓаните кои ќе добијат ваучер ќе може да изберат во кој од понудените домашни капацитети ќе го поминат својот домашен одмор. Хотелиерите и гостителите имаат рок од 15 дена, односно до 30 јуни да постават своја понуда на платформата, со што граѓаните кои што ќе добијат ваучери ќе може да изберат каде ќе одмораат. Категоризирани угостителски објекти се сите објекти за сместување кои имаат решение за категоризација, вклучувајќи ги издавачите на соби за сместување и други приватни сместувачки капацитети во нашата држава. Ова е прилика и сите објекти кои не се категоризирани да го направат тоа заклучно до 20 јуни, за да можат потоа да аплицираат за користење на мерката и нивните понуди да бидат прикачени на платформата. Да го сојакнеме домашниот туризам со тоа што оваа година ќе се одмориме и ќе летуваме дома во нашата држава. Ви благодарам.